Во период на претходната влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кажавме силна посветеност кон заштитата на Охридското езеро и неговото наследство. Министерството за култура изработи нов предлог на закон за управување со светско природно и културно наследство на Охридскиот регион, како и нацрт на закони за заштита на културното наследство и предлог закон за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење. Овие закони се повлечени. Комисијата за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион даде мислења за вкупно 137 барања за измена и дополнение или носење на нова урбанистичко-планска документација. Новата комисија во мандатот на новиот министер за култура и туризам нема одржано ниту една седница. Градоначалникот редовите на Социјалдемократскиот сојуз Константин Ѓоргиевски влезе во бескомпромисна борба со отстранување на дивите платформи во Охридското езеро. Но веќе по локалните избори во 2021 година, најверојатно водени од личен интерес, негрижа и гол популизам, ново избраниот градоначалник Пецаковски дозволи обновување на овие платформи, дури и нивно проширување, што е во директна спротивност со препораките на УНЕСКО. Министерот за култура и туризам Љутко, и ако нешто воопшто направил, тоа да го каже, а не само да обвинува, да се повикува на расипување на она што веќе претходната влада го имаше завршено како процес.